Родители на дел од жртвите во моментов во големата судница во затворот Идризово во теке ново судење за пожарот во Кочанската дискотека. Зоран Јаневски го следи овој судски процес, судиме веднаш во живо. Зоран, како тече судењето до овој момент? Деспена, денешното судско рочиште за трагедијата која што се случи на 16 марта годинава започна со 40-минутно задоцнување заради доцнење на полицискиот спровод на еден од обвинетите. Самото судско рочиште пак започна со информација од судиката која што го води случајот Дијана Груевска-Илиевска, која информираше дека во ќелијата во која што во притвор се наоѓа прво обвинетиот во овој случај Дејан Јованов е пронеден мобилен телефон и сим картичка. Како што кажа судиката Груевска-Илиевска, доколку се повтори ова, таа ќе забрани тој да добива посета во затворот. Самото судско рочиште пак денеска продолжи со сведочење на родители на загинатите деца во Кочанската трагедија. Обвинителството повика тројца сведоци, а прва на списокот беше Марија Петрушева, која што во пожарот во Кочани го загубила својот 24 годишен син Андреј. Зборувајќи низ солзи, таа рече дека дознала дека вечерта на 16 март сопственикот на дискотеката Јованов барал испомош од келнери и како што рече секој што знаел да држи чаша бил повикан да помага вечерта, бидејќи имало премногу народ во дискотеката за време на настапот на ДНК. Дека избувнал пожар во дискотеката дознала од силните сирени кои што почнале да свират низ градските улици, забележувала бројни амбулантни возила. Забележала и пожарна, а неколку минути подоцна од својот стан видела оган кој што доаѓа од правец каде што се наоѓа самата дискотека Пулс. Заедно со незиниот сопруг веднаш се упатиле кон дискотеката, бидејќи таму бил и нивниот син работно ангажиран таа вечер, 24 годишниот Андреј, а во дискотеката бил и 4 години помладиот син Кристијан. Како што кажа, кога пристигнале во близина на дискотеката, забележале дека огромен број деца лежат на улицата. Од други деца дознале дека нивните синови се веќе упатени во болницата, а како што кажа, кога пристигнале таму, веќе сликата била ужасна. Цел ходник беше со легнати деца на подот, по клупите кои изцрнети до непрепознатливост, кои изгорени. Мојот син Андреј го најдов во собата со број 2. Лежеше на креветот покрај прозорецот, изгледаше нормално. Немаше изгореници. Со сопругот почнавме да му даваме вештачко дишење. Многу време го реанимиравме. Умот не ми даваше да се помирам дека е мртов. Гласеше дел од сведочењето на мајката на починатиот 24 годишен Андреј. Деспена, во моментов уште едно сведочење започнува, па повеќе детали најавувам за вестите во 16. Зоран Јаневски, ти благодарам за овие информации. Секако остануваш да го проследиш и останатиот дел од денешното судско рочиште. Повеќе детали од тебе очекуваме во следното информативно